Просечна стапка на раст на економијата од 5% годишно. Воведување на персонален данок со две стапки од 10% и од 18%. Раст на просечната плата до 30.000 денари месечно. Минимална плата од 12.000 денари. Мерки кои ќе отворат 16.000 нови работни места годишно. Главен фокус на економската програма на новата влада, која што беше доставена до собранието, ќе биде развој на економијата и подигнување на животниот стандард на граѓаните. Во однос на даночната политика, во владината програма пишува дека мнозинството граѓани ќе остане на стапката на данок од 10%, а дополнителна стапка од 18% ќе се воведе само за дополнителниот приход на лица со највисок доход. Во програмата се предвидува изголемување на стапката на акциза за патнички автомобили во вредност повисоко од 40.000 евра. Што се однесува до минималната плата, новата влада планира да ја зголеми на 12.000 денари уште во првата година од мандатот, а најавено и донесување на нов закон за работни односи, посветен обезбедување заштита за работниците, со кој се обезбедува работниот однос на сезонците, кој трае подолго од 9 месеци, да се трансформира во работен однос на неопределено време. Висината и бројот на отпремнини за работникот во случај на прогласување на технолошки вишок ќе бидат зголемени за 20%. Програмата предвидува и овозможување на заедничко користење на родителско отсуство за двајцата родители за првите 1 до 3 месеци. Во економската програма новата влада се обврзува да ја промени казнената политика, односно изборот на правните субјекти кои ќе бидат контролирани ќе се спроведува по случаен избор или по пријава со цврсти докази. Новата влада исто така предвидува и воведување на државна социјална пензија за секое лице над 65 години старост, кое во последните 20 години живеело на територијата на Република Македонија и не ги остварува условите за старосна пензија. Цел на новата влада е и остварување на просечна стапка на раст на економијата повисоко од 5% во периодот на мандатот, а предвидени и поддршка на домашните компании од 20 милиони евра во првата година до 50 милиони евра во последната година од мандатот. Исто така се ветува и политика на навремено плаќање на доспеаните обврски за компаниите. Новиот вице-премиер за економски прашања Кочо Ангјушев вчера, веднаш по изгласувањето на новата влада, рече дека ќе работат на тоа новите економски политики да ги почувствува секое домаќинство, а фирмите да бидат извозно ориентирани. Се надевам дека ние како влада помалце ќе сечеме ленти и помалце ќе не има на телевизија, а повеќе ќе не почувствуваат граѓаните во својот буџет и во своите новчаници. Мерките во владината економска програма произлегуваат од предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз.